Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, 17 октомври 2016 година, понеделник, нешто после 11 часот, го слушате политичкиот магазин Кворум на брановите на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Во денешниот Кворум анализираме распуштање на парламентот и предвремени парламентарни избори. Мој соговорник е Тодор Пендаров, вработен во секторот за односи со јавност во Собранието, а во јавноста познат како колумнист. Останете тука. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Повторно сме назад во студиото на радио Слободна Македонија. Го слушате политичкиот магазин Кворум. Мој денешен соговорник е Тодор Пендаров, кој повеќе од 20 години работи во Македонскиот законодавен дом, а на јавноста е познат по своите колумни. Добар ден и добре дојдовте. Благодарам за поканата. Ајде на почеток за она што ќе се случува денеска. Распуштањето на Собранието е ставена како втора точка на дневниот ред. Прва точка е буџетот. Ќе се распушти ли денеска или сепак има расправа за буџетот? Така е, распуштањето на парламентот кај нас стана некаков добива некакви чудни, да не речем историски, ама политикански димензии заради однесувањето на некои од политичките субјекти кои се на политичката сцена. Денеска, како што најавивте, точно, прва точка на дневен ред е буџетот. Ајде да расчистиме со буџетот. Значи, буџетот е единствен документ или акт, или како сака да земете го, кој освојувањето е малку по-специфично во однос на другите закони. Значи, прво, буџетот владата го доставува во Собранието и тогаш 10 дена се расправа на комисија за финансирање и буџет. После заклучувањето на расправата, буџетот повторно се испраќа до владата и владата, која ќе го разреда, го доставува повторно во Собранието. Тогаш, според деловникот, председателот е должен буџетот, веднаш да тој ново доставениот буџет на влада, да го достави до претениците и во рок од 3 дена од доаѓањето на буџетот во Собранието да го стави на дневен ред. Зошто ова го кажувам? Ако се сеќавате минатата недела, кога падна иницијативата за распуштање на парламентот, беше тоа малку, сето тоа личеше малку пак на она типично наше балканско политиканство. Значи, прво даде иницијатива господинот Павле Трајанов, претеникот, па веднаш потоа да не останат покуси СДСМ и тие дадоа иницијатива. На ВМРО ДПМН не му остана ништо друго, бидејќи немаше веќе колку иницијативи да доаѓаат. Па ВМРО му текна негде да побара итна седница и со тоа што по 17 часот да се расправа за буџетот, а во 19 часот да се отвори нова седница за распуштање на парламент. Председателот на Собранието на Република Македонија, верувате, кој е не само што е по образование и по вокација правник, него е навистина голем легалист и мислам дека многу тешко ќе најдете за во време на неговиот мандат некое прекршување на деловникот, бидејќи навистина е легалист. Ајде да бидеме отворени, може би некој ќе знае малку да го различи деловникот, но никогаш не ја поминал границата на кршење на одредбите од деловникот. Барем тоа е моје мислење и верувам дека, дури не верувам, него знам дека многу нема да се сложат, че речат си го брани шефот, но не е точно. Така вие сте работеле со многу председатели на така Собранието. навистина мислам дека е господинот Вањановски пред се и над се легалист. И понатаму можеби ќе зборуваме и за некои други негови карактеристики, односно како го водеше он Собранието во последниве скоро 8 години. Значи, да се вратиме на тоа. Председателот овие иницијативи, според деловникот, едноставно ги прифати и кажа, вред, во понеделник, после освојувањето на буџетот, ќе одиме со точката распуштање на парламент. Во однос до буџетот, значи буџетот по правило, барем досега, кога е редовна
пленарна седница, расправата може да трае 3 дена. Опозицијата јасно и декларативно и на ниво на колегиум, односно координација ке председателот, а и во јавноста излезе со соопштение дека тие нема да учествуваат во расправата за буџетот. Тоа е нивно право, никој не го оспорува. Значи нема да учествуваат во расправата за буџетот. Дури има некои информации ќе ги видиме, ќе слушнеме многу брзо, односно ќе го доживееме тоа за можеби саат време. Рекоа, ако зборува само еден и толку. Значи, Предпоставувам координаторот на претениската група. По правило е така. Или тој, или пак председателот на комисијата за финансирање и буџет кој е од страна на опозицијата. Господинот Маријанчо Николовски. Значи, тоа се тие две варијанти кои се уште во опозицијата можеби или веќе одлучиле што како ќе биде, но тоа е тоа. Значи нема да има расправа. Ќе биде многу чудно да се да расправа власта, односно двете опозицијски партии за буџетот кој го поддржа на комисијата за финансирање и буџет. Инаку е 5 дена расправата за буџетот? Не, во парламентот после враќањето е 3 дена расправата и после тоа завршува. Но бидејќи беше најавено дека нема да има расправа или многу кратка расправа, е за очекување истиот ден да дое точката на дневен ред распуштање на парламентот. Парламентот се распушта, кој за него дигнат рака, односно го притиснат зеленото копче, 60 или претеника. Тоа е тоа. Кога се распишуваат изборите, кога може да очекуваме председателот на собранието да ги распише предвремените парламентарни избори? Јас мислам дека председателот на собранието во рок од ден, односно максимум 48 часа ќе ги распише изборите, али не мислам дека по онаа практика што досега гледавме, прилика веднаш 24 часа после донесувањето на одлуката се распишуваат изборите, со тоа што тогаш председателот го одредува и датумот кога треба да се одржат изборите. Председателот ќе го почитува политичката волја на 4 партии кои учествуваа во Пржино 2, ќе ја почитува, да не заборавиме дека, значи станува збор за 11 декември, да не заборавиме дека и пред неколку дена Хан беше тука и тој го спомна датумот 11 декември, значи председателот ќе почитува таа волја и ќе ги распише изборите за 11 декември. Тоа е многу битно, бидејќи од тој момент почнуваат роковите за државната изборна комисија. Значи, да спомнам уште една значајна димензија во улогата на председателот, со распуштањето на парламентот и распишувањето на изборите, председателот испраќа писмо до ОПСЕ ОДИХР, до Советот на Европа и до други меѓународни институции и ги информира дека сме распуштени, дека имаме избори на тој и тој датум и ги поканува да ги наблюдуваат, односно да испратат своји мисии за наблюдување. Значи, тоа е таа улогата на председателот во овој момент. Сега да не одиме понатаму до изборите, председателот останува председател, затоа што во одредени услови може повторно да го свика парламентот и на крајот, после изборите, значи, тогаш веќе како бивш председател, тој ја закажува конститутивната седница на која се бира нов председател на парламентот. Така, тука правиме една кратка пауза и се враќаме веднаш во студиото, продолжуваме со разговорот. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Повторно сме назад во Кворум, уште едно мало подсетување за оние кои можеби подоцна се вклучиле на фреквенцијата на радио Слободна Македонија. Мој денешен соговорник е Тодор Пендаров, вработен во секторот за односи со јавност во собранието и познат во јавноста како колумнист.
Господине Пендаров, ги објаснивме процедурите, како ќе оди носењето на буџетот, како треба да се распушти собранието, колку гласа се потребни за да се распушти парламентот, кога ги распишува председателот на собранието предвремените парламентарни избори. Ајде сега на клучно прашање. Ќе оди ли Македонија на избори на 11 декември? Американците знаат да речат нова дека прашањето вреди $1 милион. Ние сме посиромашна држава, и така да $1 милион е многу пари за нас. Дали ќе оди? Ајде да веруваме дека ќе оди. Но верувајте искрено, ова е лично мое субјективно мислење, ако ме прашате да ставам во овој момент рака во оган, дали ќе се одржат изборите на 11 декември, мислам дека за сега уште ќе држам раката до себе и нема да ја ставам во оган. Зошто го велам тоа? Знаете како велат нашите стари, кога еднаш ќе се изгориш, дуваш и на јогуртот. Знаете што се случуваше досега со закажани избори. Дури имавме распуштање на парламент, па враќање назад од страна на Уставниот суд и така натаму. Односно имавме многу политикански, не политички, него политикански фолклорни игри. Верувам дека навистина лидерите на политичките партии сега дефинитивно разбираат дека веќе нема играње со ова прашање, бидејќи не станува збор само за нив, него станува збор за државата, а и за нас како граѓани. Ако уште еднаш го одложат, некој ќе рече, па зашто додам на избор? Значи, тоа е пример, тоа би довело, по мое, до една голема абстиненција на тие граѓаните. Едноставно се вика, овие си играат, ако они си играат, зашто ја дадам да гласам или им давам легитимија да си играат и понатаму. Значи, за мене ја гледам две причини кои може да доведат до да нема избори. Првата е ако во овој период се случи Уставниот суд да го укине, да имаме иницијатива која седи таму за оценување на законитоста на СЈО, специјалното јавно обвинителство, ако донесе таква одлука, тогаш сум 100% убеден дека избори нема да има. И мислам дека тоа нема да биде добро, односно ќе бидам отворен, мислам тоа би бил суициден потез на актуелната власт. Друга работа, која за мене е исто така можна, например, ако едно, да речеме 2 недели пред изборите или 10 дена пред изборите, но ние анкети, вистински анкети што ги прават партиите, кои ние не ги знаеме и никош не ги знаеме. Така, меѓутоа внатре во партиите многу добро ги знаат бројките. Внатре ги знаат. Нешто процурува, али верувајте, никош не се ослонувам на нив, бидејќи навистина тоа може да биде и манипулација, но ако оцени опозицијата дека ќе губи со голема разлика, тогаш може да се случи да се испровоцира некаков, да се извлече од ракав некоја причина со која ќе речат ние не одиме на избори. И повторно почнува тој магипсаниот круг да се врти, во кој веќе 2 години сите сме и кој, барем се зборувам ко граѓанин, полека, но сигурно, барем мене лично ми пука филм. Јас сакам да живеам, не е важно кој е на власт, не е важно каков е мојот однос до власта, но јас сакам да живеам една нормална држава, каде што институциите ќе функционираат. Дали ќе гласам за едниот или за другиот, тоа е моје лично право, кои се моите ставови до едната или до другата страна, нема потреба се овде да ги изнесувам, може ги изнесувам редовно во своите написи, колумни и настапи по медиумите. Значи, тоа воопшто не е битно. Битно е да сите живееме во една колку толку нормална држава. Немојте да ми кажете дека ние овие 2 години живееме во една нормална држава, во едно нормално општество.
Оно што се случуваше во овие 2 години, за жал, се рефлектира и врз односите на нас меѓу себе, како луѓе. И тоа Нетрпеливоста меѓу нас е почнува да видлива, расте. така. Да, почнува да расте. И тоа не е добро. И огромна поделеност во општеството. До сега не видена, барем тоа е мојот впечаток. Впечатокот го делам со вас 100%, и тоа не е добро за ниеден, пред се за граѓаните, за нас како граѓани. Зошто јас во тебе да гледам припадник на едната или на другата страна, а не да гледам човек кој работи и со својот труд ја заслужува својата плата и својата екзистенција. За жал, не. Утре ќе речат мене ти си лесно ти е, државен службеник, тебе ќе речат ти лесно ти е, новинар си и навиваш за едните или за другите. Не е тоа решението, не е тоа нормално за едно нормално општество. Така, нетрпеливост не само што има меѓу граѓаните, турбулентен период имаше и во законодавниот дом. Огромна поделеност и меѓу политичарите. Споменав на почетокот 20 години сте работите во законодавниот дом, сте работеле со многу председатели на собранието, сте биле дел од нивните кабинети. Може ли после 11 декември да видиме една поинаква слика во законодавниот дом и ајде да се навратиме на насат што се случуваше во овој изминат период? Преска на почеток спомнав дека ќе изнесам уште една димензија од работата на актуелниот председател. Навистина, не заборавате дека во неговиот мандат опозицијата, знаете колку пати има излезено од парламентот, па влезено внатре, па излезено, па влезено, па бојкот од една година, дена и нешто така натаму. Значи, цело време, преку обиди и успешни обиди, не обиди, него успешни работи, преку преговори, разговори со представници од опозицијата, Велјановски успеа да ги не е тоа да ги врати назад, туку да ја дигне на ниво нивната основна функција, а тоа е да бидат во парламентот, без разлика. Понекогаш, немојте да мислите дека е лесно, дека е само опозицијата виновна. Не, понекогаш и власта, односно мнозинството знае да претера и создава непријатни моменти. И сето тоа да го усогласите во една ваква политичка атмосфера во која живеевме, посебно последните неколку години, навистина, јас лично да ви кажам, тешко гледам кој би можел да има тоа да го направи. Велјановски ова не е бранење. Тој навистина работи, знае по цели денови да седи у парламент, понекогаш и ние мораме да седиме со него и навистина многу стори колку толку. Он е прв меѓу еднаквите. Нема некои поголеми ингеренции како пратеник во однос на другите. Напротив, има многу повеќе обврски во однос до другите 120 и... Меѓутоа, ретко кога на негово место седнал подпредседател на собрание, сум забележала дека он секогаш си ги води седниците. Освен кога случајно, ако има седница кога е службено одстатен од државата, тогаш не ја води седници. Значи, цело време води седници, се обидува да има контрола врз работата не само во пленарната сала, туку во комисиите. Често пати, знаете што, во комисиите ќе дојде куршлус и тогаш наместо председателот на комисијата решение се бара од кабинетот на бараат решение од Велјановски, што е можеби нема да речам дека е надвор некакви деловнички или законски, но по некое непишено правило тоа е работата на председателот на комисијата, не на председателот на парламентот. Но и тие работи се решаваат. Сетете се на оние моменти кога имаше околу законот за бившиот мандат, околу законот за бранители, кога одредени пратеници седеа и молча, бидејќи деловникот пише. Имаше многу дури на моменти комични
сцени и кои, верувате, Велјановски само преку преговори и разговори со сите страни. Без некакви притисоци, него се обидуваше и успеваше да го најде тој некој минимален заеднички интерес и на едната и на другата страна, интерес не нивен партиски, него интерес на кој се темели, на што се темели парламентаризмот како категорија, како стандард. Дали зборуваме дека основата е парламентаризмот во една современа држава. И успеваше во овие моменти, во овој период тоа да го стори. Ова навистина ќе испадне како фалење на Велјановски, али верувајте, не понекогаш и нас кои работевме со него и околу него навистина ни пука фил за тоа што мораме 3 пати повеќе да вложиме енергија за да ги средиме некои работи, но тоа е тоа. Ако се фатиле во играта, играте го орото до крај како што треба, или излезете од орото. Така кажавте, на колкава мака сте били изминатиот период и сите вие луѓе кои сте били околу претседателот на собранието, да најдете заеднички јазик и со власти и со опозицијата, да се обидете да ги приближите ставовите. Можно ли е поинаква слика да видиме во храмот на демократијата после 11 декември? Вистинска дебата, надпревар на аргументи, на идеи? Јас би бил среќен, па јас многу брзо ќе одам во пензија, јас би бил среќен ко граѓанин ако во идниот парламентарен состав започне процесот на ова што вие сега го кажете. Значи, процес кој ќе доведе до овие категорија, односно до овие стандарди, до овие принципи кои вие сега ги наведовте. Навистина би бил ко граѓанин среќен. Затоа што ние се навикнавме некако цело време собранието да го поврзуваме со бојкот, барем во последниве неколку години опозицијата е таа која бојкотира, излегува, па власта се обидува и ја повикува од собраниската говорница, вратете се во собранието да дебатираме, а никако да ја видиме онаа слика каде што пратениците, токму собранието треба да биде арената каде што ќе си ги спротистават своите ставови. Јас велам би бил среќен ако во идниот мандатен период започне тој процес. Навистина би бил среќен. Верувајте, изборите сами по себе, без разлика кој ќе победи, и ако ме прашате кој ќе победи, тоа ќе ви одговор, ништо не решаваат. Нема да решат во суштина политичката криза. Би ја решиле само во пример ако и едната и другата страна, односно сите кои ќе влезат во парламентот, сватат, разберат и тргнат во отварање на процесот за решавање. Оваа криза е толку голема, толку длабока, да не може се реши со една седница или едни избори или формирање на парламент и сега таму сите ќе се сакаат меѓу себе. Не, ова е процес, барем тоа е моје мислење. И ќе треба подолг период, ќе треба, не знам, година, две. Во првите година или две на од мандатниот период на идниот парламент, овој процес да се реши како во парламентот, така и во државата, така и во останатите институции. Значи, кризата, ако ја гледаме кризата и ја ставиме само на ниво на парламент, онда многу се, мислам, погрешно и ги разбираме работите. Така, одблиску ги гледате луѓето и со пратениците, одблиску комуницирате и со едната и со другата страна. И јас чисто кога доаѓам во собранието, знаеме да седнеме сите заедно да испиеме едно кафе, да поразговараме за различни теми. Рековте, ако ве прашам кој ќе победи, дека ќе ми одговорите, ева ајде една прогноза, нели не е убаво да се прогнозира, но кој би ја формирал идната влада? Гледате, во моментот, врз основа на многу, па не на анкети, пак ќе речем, но она што, ние редовни контакти што ги имам со многу колеги новинари, со многу политичари од едната и другата страна, мислам дека во моментот, ај до 11 не верувам дека многу ќе се смени, освен ако не се случат дека поголеми ломови, дека ВМРО е во предност. Каква ќе биде таа предност е друго прашање.
ВМРО во предност. Едно да ни биде јасно. Тоа ги имам кажано милион пати, че ВМРО ДПМН, за разлика од сегашното актуелно водство на СДСМ, ВМРО ДПМН работи. Цело време работи. Почнувајќи од одење по терени, од таа отчетност, колку е тоа реално, колку е тоа можеби виртуелно. Ајде да тоа е нека друга тема која можеме да ја разговараме. Но работи е меѓу народот, е меѓу луѓето. Како луѓето тоа го доживуваат, покажуваат за изборите. За жал, за некои други тоа за жал. Опозицијата поточно, СДСМ поточно. Јас секогаш политичките водства ги делам од партиите, иако значи актуелното политичко водство на СДСМ мене ми личат да не салонски револуционери. Ми личат да салонски револуционери кои сака да направат револуција од убава фотеља. Не може. Не може. Историјата покажува дека не може. Никој такава револуција не направил, нема ни ова нашиве да направат некаква нити револуција, нити еволуција. Ќе бидам отворен, дури и малку и дрзок, последната одлука на Советот на Европа за избор на судии. Не навлегувам за мојата определба, иако ја ништо не значам, али дали бев за госпожа Габер или за господинот Илиевски. Тоа е моје лично обидување, и не го кријам, не треба, но верувајте дека господината Габер доби предност на интервјуто на комисијата што од тројца кандидати ги предложи овие два. Господинот Илиевски победи благодарејќи на претениците, односно на партијата ВМРО ДПМН и претеникот Николовски, кој е во делегацијата и другото еден од подпредседателите на Совет на Европа, кој преку лобирање, што е легално и легитимно. Тука не да го оценувате лобирањето како негативно. Лобирањето е легална и легитимна работа. Го донесе тој резултат што го донесе. Значи, и сега ние можеме да кукаме на Советот, во Советот на Европа, тоа е друго прашање. Секаде треба да се работи. Треба да се работи дома, треба да се работи во меѓународните институции, треба да се работи секаде за, ако сакате да имате некаков резултат. Ја споменавте отчетноста, но тука правиме уште една кратка пауза за реклами и ќе се осврнеме токму и на оваа тема веднаш по краткиот блок реклами, откако ќе се вратиме во студиото. Почитувани, останете на оваа фреквенција. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Завршни минути од денешната емисија. Господине Пендаров, ја споменавте отчетноста на ВМРО ДПМН која се случуваше викендот што го оставивме позади нас. Споменавме и за тоа како гледате на опозицијата и она што го прави опозицијата. Рековте се СМС салонски револуционери, дека владеачката ВМРО ДПМН работи, дека многу е важно да се работи. Колку е важно за една партија да биде отчетна за она што го сработела и она што планира да го направи. Дали ВМРО ДПМН воведува еден европски тренд со оваа отчетност и она што го видовме викендот што се случуваше во Македонската опера и балет, па и во спортскиот центар Борис Трајковски? Ова отчетност што вие именувате и овие случувањата за викендот што ги видовме, не е нешто ново за Европа. И интересно, во Европа тоа го почнаа да го прават народните партии, се не партии на кои припаѓа ВМРО ДПМН. Тие го почнаа тоа, тие прават ваков тип на отчетност. Например, јас добре познавам Словенија, каде што, например, Јанес Јанша ова го правише одамна.
Луѓето сакаат отчетност. Сакаат да знаат, пак ќе речам, не навлегувам, можеме да разговараме колку таа отчетност е реална, колку е виртуелна, колку внатре има ке, значи ќе направам честора, но во секој случај има нешто што луѓето го прифаќаат. И тоа е факт. Тоа е факт. И тука нема бегање од тоа. Нема бегање од тоа. Некои работи кои ги прави водството на ВМРО не ми се допаѓа. Искрено да ви кажам, не ми се допаѓа. Ќе бидам отворен. Мене не ми се допаѓа кога ќе го видам до вчерашниот премиер и лидер на ВМРО оди некаде и по телефон се јавува за некој проблем. Не, тоа значи дека институцијата треба да го реши. Ако во функција, например, јас да сум во функција, например, ја ќе го сменам шефот на таа институција која не го решил, а не да се јавим па да се реши проблемот. Значи има некои работи кои искрено зборувам како граѓани не ми стопаѓаат. На друга страна, како таа отчетност што ја прават е навистина еден европски позитивен тренд кој полека но сигурно луѓето го прифаќаат. Луѓето го прифаќаат и гласаат. И тоа е она фамозна би рекол мантра, веќе станува мантра на ВМРО, народот ќе одлучи. За да одлучи народот, вие треба нешто на тој народ да му даете и да му покажете. Овие покажуваат колку даваат, ајде да го ставиме на страна, па не да бегаме, али е тоа што е и заради тоа гласаат. Например, проблемот со така наречените избирачки список. Стално го давам тој пример, кога да се зборува за тоа, стално го кажува. Дали некојаш од овие кои збора за избирачкиот список, кој се слагам дека не е уреден од други причини, се прашале, например, колку гласачи има Словенија, која за 20.000 формално, фактички, и тој податок дали е точен, бидејќи ние пописи одавно немаме направено, од познатите причини. Словенија има скоро 1700 гласачи, плюс диаспората. 1 милион, мислите? 1 милион, да, пардон, 1 милион и 1,7 милиони гласачи. Во Словенија никој не го оспорил податокот. На последните парламентарни избори, поред тие, опишани, гласа и околу 50.000 луѓе од диаспората. Словенците имаат другчие, на друг начин гласа диаспората, односно диаспората гласа за претеници во државата, немаат они претеници од надвор, што мислам дека за мене е поприфатливо. Значи, али пак да се вратиме на вашето прашање. Значи, отсетноста таква како што ја прави ВМРО, која не е нешто негово оригинално, него реков тоа е карактеристика за народните партии во Европа, е нешто што народот го прифати. И покажува резултати. Господине Пендаров, тука е веќе крајот на денешниот политички магазин Кворум. Ви благодарам што бевте дел од програмата на Радио Слободна Македонија. Секако тука ќе ве ослободам, бидејќи ве чекаат вашите работни обврски во собранието. И тоа ве чекаат ваши колеги, ги има многу денеска. Благодарам уште еднаш за поканата и се надевам во некоја друга прилика. И јас исто така се надевам, секогаш сме отворени за добри и одлични соговорници како вас. Вам, почитувани слушатели, тука ќе ви се заблагодарам што не следавте со внимание. Ви најавувам повторна средба за 7 дена на истата фреквенција во исто време, 11 часот на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој се емитува секој понеделник од 11 до 12 часот на брановите на Радио Слободна Македонија и во продукција токму на ова радио. Денеска е 17 октомври 2016 година, техничка реализација Никола Јовановиќ. Пријатно за слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.